На отворениот ден со граѓаните на општина Кочани, кој се одржа денеска во салата на Советот на општина Кочани, а го организираше Агенцијата за храна и ветеринарство, присуствуваа представници од компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор. На оваа средба присуствуваше и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, магистар Зоран Поповски, кој одговараше и на прашања поставени од присутните. Целта е да ги слушнеме мислењата, проблемите, сугестиите на самите граѓани, на сите оние инволвирани од работењето на Агенцијата за храна и ветеринарство. Исто така и да ги потикнеме да ни ги приближат поблиску проблемите, за ние да можеме навремено да ги дознаеме и да ги коригираме во оној дел колку што е можно. Нормално за некои работи некогаш бара и подолго време. Во однос на проблемите што ги имаат во Кочани, тоа се исти или слични проблеми кои ги имаат најчесто сите оператори со храна, сите се засегнати нормално во однос на имплементирањето на оние системи за безбедноста на храната. Тука исто имаше и доста сугестии од нивна страна и тоа е добро, ние ги земаме во предвид и сигурно ќе видиме во идниот период што и како би можеле да ги нормално да ги имплементираме во нашето работење. На средбата беше промовиран и водичот за новините во означувањето на храната во Европската унија, кој го подготви Агенцијата за храна и ветеринарство за компаниите од земјоделско-прехранбениот сектор. На овие отворени денови ја користиме приликата да го промовираме и прирачникот, водичот за означување за информации на храната. Тие се однесуваат бидејќи веќе во Европската унија стапи на сила новата регулатива и нашите извозни фирми веќе ги применуваат тие правила за производите кои одат за извоз, но во јуни месец оваа година со донесување на измените на Законот за безбедност на храна ќе треба и компаниите кои го пласираат својот производ на македонскиот пазар да ги применуваат истите одредби од законот и затоа сметавме дека ова е еден добар момент да го приближиме водичот, да го поделиме до самите оператори со храна со цел да можат во секое време да се консултираат, да ќе им даде убави примери, убави насоки како треба да ги спроведат сите работи во однос на означувањето на храната со цел да можат да го постигнат оној временски рок кој еве веќе се ближи во месец јуни. Ваков отворен ден со граѓаните, Агенцијата за храна и ветеринарство попладнево одржа и во Берово.